Во овие зони вложено е во изградба на улици, осветлување на улиците, канализациони мрежи, водоводни мрежи и се она што е потребно за да нормално функционира таа зона. И мене ми беше задоволство да присуствувам во една таква зона, какво што има во Битола, да речеме, каде што нешто помогне и владата, но во голем дел и самата општина, и како што се прават и во другите градови, но во вакви размери и со ваков успех, навистина, Прилеп може да се пофали дека е еден од најнапредните и најдобри во изградбата на собствени, локални, индустријски зони со кои што се отвораат нови работни места. Така што сегашниот однос на владата е голем ризик во однос на идните инвеститори, во однос на доаѓање на идни инвестиции, но со ова што досега е изградено и во локалните индустријски развојни зони од страна на градоначалникот и општината и од страна на владата, создаден е предуслов за да доаѓаат нови компании и домашни и странски и да се отвораат нови работни места. Со колкава динамика и колку многу тие ќе видат, може да се менува зависно од интересот и фокусот на владата, но дека ќе ги има затоа што веќе е создадена вредност. Веќе се создадени услови за да се градат фабрики и од домашните и од странските инвеститори. Дај Боже нека се изгради патот од практично Прилеп до Градско, па макар и со китење со туги перја. Овој пат има 3 фази. Првата фаза веќе се гради уште од подамна. Втората фаза тендерот се објави во септември минатата година. А народот знае дека тендер кој се објавува со претходно обезбедени финансиски средства и со согласност на банката дека може да се објави тендерот. Таа не само што ги обезбедува финансиските средства, не само што кажува како треба да изгледа тендерот, туку дозволува кога тој да биде објавен. Практично во септември кога беше објавен со дозвола на банката, која што ги обезбедува тие средства, што значи дека средствата, како и во секој таков случај, кога е објавен тендер, веќе се обезбедени. Сега еве чув дека новиот министер кажал дека тој ги обезбедил средствата. Не знам како ги обезбедил пред една година средствата кога не беше министер, но сигурно сега не ги обезбедил, затоа што веќе се обезбедени пред објавата на конкурсот, односно на тендерот во септември минатата година, кога тој не беше министер и кога се уште беше преходната влада. Но како и да е, не е важно кој ги обезбедил, важно е да се заврши патот на задоволство на граѓаните, а народот ќе си цени кој колку допринел во изградбата на овие патишта.